Почитувани, со жалење мораме да констатираме дека општина Куманово е плодна општина за опозицијски престови. Но за уште поголемо жалење е што во овие наши престови не допираат до локалната власт. На градоначалникот око не му трепнува за проблемите на кумановци. Сепак ние ќе продолжиме и понатаму да го потсетуваме на неговите предизборни ветувања. Денес сме во населбата Перо Чичо, поконкретно крак на улица Ѓорче Петров. Всушност не сме ни сигурни дали ова може да се нарече улица. Иако асфалтирањето на оваа улица беше ветено од градоначалникот во предизборната кампања, истата е заборавена. Заборавена како и сите предизборни ветувања на градоначалникот. Заборавена како и целата населба Перо Чичо. Почитуван градоначалник, зарем граѓаните на оваа населба не заслужуваат да чекорат по асфалтирани улици, наместо да избегнуваат дупки и да се глават во кал? Каде се вашите ветувања како изградби асфалтирање на улиците 6 април, 30 јули, Руѓер Бошковиќ, Трајко Прокопиев, Ањѓа Ранковиќ? Каде е изградбата на подпорниот зид во Гладно поле Стар дел? Каде е привремениот мост помеѓу улиците Ѓуро Пуцар Стари и улица Октомвриска револуција? Каде е канализацијската мрежа во Гладно поле? Каде е градинката во Перо Чичо? Каде е уличното осветлување? Дали ќе поднесете каква било одговорност за нереализацијата на овие проекти? Дали имате образ повторно да ја побарате довербата на граѓаните од населбата Перо Чичо? Сакаме да го прашаме и генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, кој што е жител на оваа населба. Зошто не инсистиравте кај градоначалникот да се реализираат овие проекти? Зошто дозволивте населбата во која што и вие живеете да биде заборавена од локалната власт? Дали вашите комшии не заслужуваат да живеат по асфалтирани и осветлени улици? Зошто дозволивте вашиот СДСМовски градоначалник да го доведе Куманово до ова дереče? Ова ли е вашиот начин на управување со државата? Населбата Перо Чичо е една од најголемите населби во општина Куманово и заслужува подобар третман од локалната власт. Оваа населба заслужува многу повеќе. Заслужува да има функционална и сеопфатна инфраструктура, повеќе урбани елементи како парк, шеталиште, целосно осветлени улици, градинка, се она што го нема денес, а што со сигурност ќе ја направи пристојно место за живење. Билјана Димитрова.